Во вода падна целата надеж на оризопроизводителите, кои со нетрпение ја очекуваат долго посакуваната средба со министерот за земјоделие. Ниту повисока цена, ниту дополнителна помош за македонскиот ориз. Владата немала средства за да им излезе во пресрет. Ваков одговор добија за најголем дел од барањата. Сепак министерот им ветил дека до петок ќе оствари средба и со откупувачите, пошто конкретно ќе им одговори на нивното барање, оризовата арпа да се продава од 25 до 30 денари. Да ви кажам искрено, не задоволна средбата, бидејќи нашите барања сега дел од нашите барања ќе се разгледуваат, а дел се отфрлени како кој не може владата да ги исполни. Накнадно министерот ќе има состанок со откупувачите, па потоа ќе биде како медијатор меѓу откупувачите и производителите, што на нас не ни се допаѓа тоа. Делумно е прифатено барањето во делот на субвенционирањето и зголемувањето на квотата за зелена нафта. Утре на состанок на влада ќе се разгледува можноста за субвенциите за семенски материјал да бидат придадени на основните субвенции од 18.000 денари по хектар, додека барањето за интервентна мерка од 5 денари по килограм во целост е отфрлено. И цената по килограм ориз од предаден 5 денари дополнителни субвенции, владата немала средства и не го прифаќаат тоа наше барање, значи тоа не доаѓа обзир, немаме средства. Ние како иницијатива на одбор за заштита на оризопроизводство ќе ги известиме оризопроизводителите и таму до петок ќе почекаме да видиме што ќе се деси на влада, за потоа да знаеме какви мерки ќе преземаме. Годинава оризопроизводителите ја оценуваат како најлоша досега. Поради ниската откупна цена од 17 до 20 денари, се приморани производството наместо да го продаваат, да го чуваат во амбарите, со што како што велат се донесени до работна екзистенција.